Почитувани гледачи, драги пријатели, браќа и сестри. Ја гледате петтата епизода од серијалот на емисија Евангелска вистина и во оваа епизода говориме на тема од законот до радоста. Текстот кој што ќе го дискутираме овој пат со отец Ивица ќе биде всушност 10 Божји заповеди од Стариот Завет. Отец Ивица, кое е местото кое го зафаќаат 10 Божји заповеди и воопшто законот кај старозаветниот народ Божи? Значи, тоа е всушност темата на нашата денешна емисија. Целата емисија е посветена баш на тоа, на законот, на Тората и односот на законот, на Тората кон она што Христос ни го дава во Новиот Завет, тоа е радоста и неговите спасителни заповеди. Всушност, оваа емисија е продолжување, едно природно продолжување од нашата претходна емисија, каде што се обидовме да ги објасниме тоа е воведот во беседата на гората. Всушност така Христос ја почнува својата беседа на гората со блаженствата. Значи се потрудивме да го објасниме значењето на блаженствата во духовниот живот на новозаветниот народ Божи, на црквата. Таму Христос дава напатство, насока за новозаветниот народ Божи дека треба да биде сол и светлина на светот. Исто така, во рамките на беседата на гората, самиот Христос вели дека не дошол да ги укине законот и пророците, туку да ги исполни. Сега, всушност, ова емисија е обид да го објасниме тоа што значи. Што значи тоа кога Христос вели не дојдов да го укинам законот, односно да укинам Тора, старозаветниот закон, односно оној закон открен од Бог, закон на кој сиот свој живот го темелел старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ, и се разбира пророците. Христос не вели дека дошол да ги укине, туку да ги исполни. И дури вели дека нема овој свет да заврши додека не се исполни се, односно најмала јота, односно јотата е најмалата буквичка од старозаветните книги. Што тоа значи? Ќе се потрудиме во рамките на оваа емисија да објасниме. Добро, како и секогаш, прво да го прочитаме текстот, така, да. Па да продолжиме со дискусијата. Јас сум Господ, Бог твој, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството. Немој да имаш други богови освен мене. Не прави идол или слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата по земјата. Не им се поклонувај и не им служи. Не го изговарај напразно името на Господа, Јахве, твојот Бог. Помни го саботниот ден, Шабат, за да го празнуваш, 6 дена работи и сврши ги сите работи, а 7-миот ден е сабота, Шабат Господова, денот на твојот Бог. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој. Зашто за 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден отпочина, заради тоа Господ го благослови 7-миот ден и го освети. Почитувај го твојот татко и твојата мајка, за да ти биде добро и да поживееш подолго на земјата, што ти ја дава Господ, твојот Бог. Не убивај, не прави прелюба, не кради, не сведочи лажно проти својот ближен, не посакувај ништо што е туѓо. Тогаш пристапи еден книжник кој ги слушаше како се препираат и откако виде дека Исус им одговараше добро, тој го запраша: која е прва од сите заповеди? А Исус му одговори: прва од сите заповеди е оваа: чуј, Израеле, Господ, Бог наш е еден Господ. Затоа возлюби го Господа, твојот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум, со сета своја сила. Ова е првата заповед. А втората е слична на неа: возлюби го својот ближен како себе си. Друга заповед поголема од овие нема. Тогаш книжникот му рече: добро учителе, право кажа дека Бог е еден и дека нема друг освен него, и дека да го љубиш со сето срце, и сиот разум, и сета своја душа, и со сета своја сила, и да го љубиш ближниот свој како себе си, е повеќе од сите сепаленици и жртви. Исус пак, кога виде дека умно одговори, му рече:
не си далеко од Царството Небесно, и никој повеќе не се осмелуваше да го праша. Отец, пред да почнеме со разгледувањето на 10 Божји заповеди, мислам дека е важно да дефинираме што се подразбира под закон или Тора. И сакам да додадам тука дека всушност главните конфликти што ги имаат фарисеите со Христос се токму околу законот. И тие го доживуваат Христос како некој кој е во конфликт со законот. Кој го нарушува. Кој го нарушува законот. А тој всушност им вели дека го дошол да го исполни законот. И тука имаме еден нејасен момент. Така. Значи, пред да ја отвориме оваа тема, јас би те запрашил сега тебе, Ведран, зошто во овој свет е потребно закон? Зошто е потребен законот според тебе? Па, Општо законот, не говориме сега за старозаветниот. Зошто е потребен закон, односно правила на живот? мислам, за да функционира општеството, за да има некакви правила, да не биде хаотично. Значи, тоа е до некаде одговорот. Значи, правила, односно закон, не постојат таму каде што постои совршено постоење. Таму каде што има само добрина, само љубов, каде што луѓето имаат полнота на свесност, полнота на совесност, полнота на одговорност, каде што немаат грев во себе, каде што нема зло во себе, но овој свет не е таков, за жал. Значи, да останевме ние во Царството Божјо, да останевме во таа совршена состојба на постоење, немаше да ни биде потребен закон, односно немаше да ни бидат потребни правила за живот. Но откако отпаднавме од она состојба на постоење за која не создаде нашиот Творец, а тоа е Царството Божјо, таа состојба во која љубовта е единствен закон, откако отпаднавме, значи, од таа состојба, уште веднаш гледаме не само во Стариот Завет, не само кај Старозаветниот народ Божи и така натаму, туку и кај останатите народи, дека самите тие како што го организираат својот заеднички живот, имаат потреба од правила. И сега, за нас, значи, како христијани, но не само за нас како христијани, туку сите оние кои го истражуваат проблемот на законот, доаѓаат до сознание дека законот открит од самиот Бог, тоа е највисшиот авторитет кој дава закон, всушност, законот што го дава Бог е најсовршениот закон што постои на планетата Земја. Односно, најсовршените правила, совети, насоки за живот. И, всушност, кога ние говориме за Старозаветниот закон, за Тора, всушност ние говориме за 5 книги Мојсееви, значи тоа се првите 5 книги од Стариот Завет. Во 5 книги Мојсееви, значи, она што Бог му го открил на Мојсей како правила за живот, евреите заповедите Божи ги нарекуваат мицвот. Има 613 правила. Значи 613 правила за живот. И сега во тие правила за живот, во Тора, во законот, има правила кои се посветени кон Бога, односно духовно-морални правила, всушност правила кон Бога, кон ближните, правила обредни кои се поврзани, значи, со животот на храмот, со жртвопринесувањето и така натаму, конкретно во книга Левит се најповеќе напишани тие закони околу обредниот дел на Тора и се разбира во Тора ги имаме закони кои се поврзани и со општествениот живот на евреите и се разбира дури со хигиенскиот, со здравствениот живот. Така, значи Тора го организира целиот живот на Старозаветниот народ Божи, на еврејскиот народ. Но ако беседата на гората, ако Христовата беседа на гората е срцевина, етичка срцевина на Новозаветниот народ Божи, тогаш етичка срцевина на Старозаветниот народ Божи се 10 Божи заповеди. Всушност, на тие 10 Божи заповеди е поставен целиот закон, односно сета Тора. На тие 10 зборови Божи, или евреите ги викат дварим, значи Божи зборови, значи зборови кои самиот Бог му ги упретил на Мојсей, а тој, за да им даде авторитет на тие зборови, и тие зборови биле напишани на камени плочи. Значи, и да се знае авторитетот
и длабочината на содржината, важна, која извира од тие закони за животот на секој член на Старозаветиот народ Божи. Јас би почнал тука со првата заповед, која гласи: Јас сум Господ, Бог твој, кој ти изведе од земјата египетска, од домот на робството. Немој да имаш други богови освен мене. Зошто представувањето на Бог е всушност прва заповед? Така јас пред да почнам со објаснувањето на оваа прва заповед, која е темелна заповед во Декалогот, 10 Божи заповеди, би сакал, можеби ќе биде тоа интересно за оние кои ја следат оваа емисија, би сакал да споменам зошто заповедите се 10, а не 9 или 11 или 7 и не знам тамо 15 и така натаму. Значи има предание, мислам тоа не го влечеме ние како директна порака од Светото писмо. Значи преданието, она што се пренесува усмено кај еврејскиот народ, го вели ова: еврејскиот народ, исто така како што и раните христијани се молеле, ден денеска христијаните, значи се молеле со отворени раце вака и рацете ги подигнувале кон тој што е, кон Бога. Сега, многу интересен момент, кога ги подигнеме рацете кон Господа, ги гледаме нашите 10 прсти. И тука има еден многу интересен педагошки момент. За да ги дигнеш своите раце кон Господа и да ја подигнеш својата молитва и да застанеш пред Господа, да го повикаш неговото име, сепак треба да бидеш праведен. Значи, да имаш праведност во себе си. А сега, за да бидеш праведен, во тој процес на стекнување на праведност помагаат заповедите Господови, односно правилата за живот што Бог ги дава. Всушност, Бог ни дава тука еден многу интересен педагошки момент, дека 10 Божи заповеди, конкретно кај еврејскиот народ, се заповеди кој, доколку некој член од Старозаветниот народ Божи ги исполнува, тогаш што е праведен да го повикува името на Јахве. Сега, има еден момент, убаво го спомна тоа, дека ова заповед е воведна и темелна. Многу интересно е тоа што кога Бог ги дава овие заповеди, Мојсей се качува на Синај, еврејскиот народ е околу планината, но не сме да се качува на планината и тие ги слушаат зборовите Божи. Односно ги слушаат овие заповеди од Господа, кои потоа Бог ги напишал на 10, односно ги напишал на 2 плочи. И првата заповед, значи не случајно е ова: Јас сум Господ, Бог твој, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството, немој да имаш други богови освен мене. Значи, целта на сите 10 заповеди, значи целта на целото Свето писмо, но сепак целта на овие 10 Божи заповеди е животот. Значи, како да се одржува животот на оној живот што Бог го благослови за нас. Значи, начин на постоење кој Бог го благослови за нас. Сега вака, значи, еврејскиот народ излегува од египетското робство. Тоа е тамо скоро 400 години. Мојсей го ослободува со помош Божја од египетското робство, но ние гледаме дека ни целиот тој процес, дека тие излегувале од Египет и така натаму, сепак таа робска помрачена ментална состојба нивна од влијание на таа египетска религиозност и како оние го носеле тоа во себе си. И тие гледале кај египтјаните и кај другите народи многу богови. Значи во тоа време и египтјаните и другите народи биле многу божци и тие верувале во многу богови, односно ги обожувале природните стихи, самите си измислувале, фантазирале, самиот демон, самиот сатана ги потикнувал и така натаму. Тоа е едно многу сериозно прашање. Значи, но сепак тие народи, вклучувајќи египтјаните, не се поклонувале на вистинскиот Бог, односно не се поклонувале на вистинскиот извор на животот. Туку се поклонувале на плод од рацете своји или на потик од сатаната во нивниот ум. И тие тој потик го формирале во некаков идол. И тие се поклонувале на тој идол, создавали ритуали и така натаму и така натаму. Еврејскиот народ бил инфициран од тоа, ведрат. Бил инфициран и затоа Бог првин ја дава оваа заповед. Значи, јас сум Господ Бог твој, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството, немој да имаш други богови освен мене. И што е најбитно,
Во оригинал е јас сум Јахве, значи Јахве, тој што е вечниот, значи Елохим, Јахве Елохим, тој што е вечниот Бог, сесилниот, кој те изведе од земјата на робството, немој да имаш други богови освен мене. Нема друг извор на животот освен мене, со тоа му вели Бог на еврејскиот народ. Значи, јас сум изворот на животот, јас сум живиот Бог. Сето тоа друго, сите идоли се плод на човековиот ум, на сатонската интервенција, на ограбената состојба на човекот и така натаму и така натаму. Значи, Бог вели дека е еден, дека е единствен и дека тој е изворот на животот и дека еврејскиот народ не смее да има други богови освен него. Односно, не постојат други богови, всушност. Да, а и следствено на оваа прва заповед и втората, всушност, премногу се поврзани, таа продолжува не прави идол или слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата. Под земјата не им се поклонува и не им служи. Но, добро, ова што им го кажува Бог, им го кажува во контекст бидејќи кај човекот како да има тенденција да прави идол од нешто. Па ние го имаме тоа, еве, во самото Свето писмо засведочено, додека Мојсе во тој период 40 дена е кај Бог, еврејскиот народ, како плод на таа инфекција од идолопоклонството, нели го создава златното тело, му се поклонуваат и така натаму и потикнуваат една паганска религиозност. Тоа е тоа. Значи, паганството, значи, тој идолопоклонички пристап да обожуваме нешто што ние сакаме, значи, а не да го обожуваме вистинскиот Бог, како плод на нашата огревовеност, како плод на нашето зло во себе, што го носиме, тој момент на идолопоклонство, или тој момент на идолопоклонство е потикот на злото внатре во нас, да не го избереме изворот на животот, да не го избереме животот таков како што е, туку да бараме начин на постоење кој е спротивен на животот, а да мислиме дека тоа е вистинскиот начин на живење. А живееме во промашување, живееме во идолопоклонство. Всушност, идолопоклонството значи цело време да живееш во духовно промашување, да се поклонуваш на нешто што нема никаква вредност. И затоа, ако говориме дека ни сите овие 10 заповеди е битен моментот да останеш жив во Господа, да се поклонуваш на живиот Бог и самиот ти да бидеш, да го почувствуваш животот Божи во себе си, тогаш оваа втора заповест и tekako е следствена и битна со онаа прва, за да го држува човекот во вистинската настојка во духовниот живот, да не се поклонува на плод од рацете своји и на фантазија од својот огревовен сатанизиран ум. Значи, Бог во Стариот Завет, и всушност тоа е целата порака на Божјото откровение, ни говори дека треба да внимаваме и да се отклонуваме од секаков вид на идолопоклонство. Не само како што постоело во тоа време, да се поклонуваме на идоли, туку може човек да се поклонува на својата суета, на своите фикс идеи, на некаква идеологија, може разни нешта од овој свет да ги претвори, да ги обожува, значи да ги претвори како свој идол и да им се поклонува, односно да го посветува својот живот на нив, а не на вистинскиот Бог, не на вистинскиот живот и од вистинскиот живот да црпиш живот. Тоа исто како да таму кај што нема струја да ставиш телефон да ти се полни, тој никогаш нема да се наполни затоа што нема извор на енергија. Идолопоклонството е да бараш извор на енергија од таму кај што не постои такво нешто. Тоа би било така, нема живот. И затоа Бог го забранува идолопоклонството и затоа идолопоклонството е строго забрането и во Старозаветниот народ, и кај Старозаветниот народ Божи, и кај Новозаветниот народ Божи, ова црквата. И секогаш кога представниците на Старозаветниот народ Божи или кога представниците на Новозаветниот народ Божи, црквата, паѓале во идолопоклонство, Господ ја отргнува својата милост и својата заштита од тие што паѓале во таа состојба на идолопоклонство. Следната заповед е: не го изговарај напразно името на Господа твојот Бог. Добро, оваа заповед сега како да ја разберем? Кога човек го изговара напразно името Божје, кога го изговара со смисла, во исполнет контекст? Значи, првен да го видиме тој последователен контекст. Значи, прво Бог вика: немој да имаш други богови освен мене, потоа за идолопоклонството, дека не смееш самиот
да си создаваш своја форма за Бог, да создаваш идол и така натаму и да се поклонуваш на таа форма на Бог, треба да се поклонуваш на вистинскиот Бог. Тоа значи да му го посветиш својот живот, да бидеш поврзан со него. И третата Божја заповед да не се изговара напразно името на Господа во Стариот Завет, во Старозаветниот текст е Јахве. Значи не го изговари напразно името на Јахве, твојот Бог. Е во корелација сега со втората Божја заповед, ако втората е со првата, ова е со втората. Значи, и кога ти веруваш во вистинскиот Бог, и кога ти му се поклонуваш на вистинскиот Бог, и кога живееш во законот на вистинскиот Бог, ти не смееш како верник да го злоупотребуваш авторитетот на самиот Бог. Што тоа значи? Тоа значи евидентно е, значи уште од Стариот Завет, да не говорам сега во Новозаветниот период и така натаму после Христос, да не говорам што денес се ни се случува во светот. Значи, на многу луѓе устата им е полна со Бог, значи, со љубов, со социјална правда, со човекови права, не знам, слобода и така натаму и така натаму. Значи, тоа се убави нешта. Единство, значи кој не сака да ги слушне тие нешта? Затоа што тие се навистина нешта од кои зависи здравоста и хармонијата и на личниот живот и на општеството во целина. Но целата работа е што многумина ги злоупотребуваат овие апстрактни имиња. Значи под Бог, под љубов, под слобода, под еднаквост, под социјална правда, многумина си подразбират некои своји нешта и манипулираат, ги манипулираат останатите со таа своја представа. Тоа е всушност идол. Тоа е нивната фикс идеја, тоа е нивната идеологија, коju они всушност ја маскираат во дадениот контекст со Бог, со вера и така натаму и така натаму. И тогаш таквите луѓе користејќи го името Божјо, всушност самите се во духовно промашување, односно се во грев и на тој начин што лажно говорат за Бога и така натаму, значи го изговарат напразно името Божјо, тие наивните луѓе, површните луѓе, луѓето кои не го познаваат Творецот, кои не го познаваат Божјото откровение, ги навлекуваат во грев, во духовно промашување, во манипулација. Значи, ние многу често говориме за верски војни кои се воделе во името на Бог. Многу често луѓе поведуваат војни во името на Бог, во името на својата вера и така натаму. Но кога ќе ги истражиме работите малце подлабоко, ќе видиме дека тука воопшто не се работи за Бог, не се работи за вера, туку се работи за интереси од овој свет. И затоа, оние кои се верници, значи не смеат напразно да го изговарат името на својот Бог, односно не смеат да се повикуваат на Божјиот авторитет и да манипулираат со него, или да го повикуваат Божјиот авторитет за да потврдат некои своји, како да кажам, размислувања, ставови кои се покрешни. Дури самиот Христос не вели: не се колнете со небото и со земјата. Значи, не го повикува името на Господа за нешта кои немаат врска со темелноста, содржината на Божјото откровение. Онака, за своји некои интереси. Еврејскиот народ оваа заповед ја доживува и на овој начин, што они името на Бог, се тоа е многу интересен момент за оние што можеби не знаат. Значи, еврејскиот народ до времето на Мојсеј, тој Севишниот го нарекувал Елохим, значи Сесилен. Има и многу други имиња така кои се употребуваат за Севишниот, за Бог и така натаму, но ова име Јахве, значи Бог му го открива на Мојсеј, кога Мојсеј го прашува кој е твоето име, затоа што Бог го повикува Мојсеј да го ослободи еврејскиот народ од египетското робство, и Мојсеј воспитан како египјанец, а египјаните на сите своји богови им давале имиња, тој вели: ти ме праќаш кај твојот народ, кај моите браќа, но што да им кажам, кој ме праќа? И Бог вели: јас сум оној кој сум, вечно постоечкиот. Значи, тоа значи Јахве, вечно постоечкиот. И сега, еврејскиот народ, многу интересно, оваа заповед ја доживува така што името на Јахве воопшто не го спомнувале.
туку само еднаш во годината, и тоа првосвештеникот на Пасха, во Светаа Светих, значи во најсветиот дел во храмот, го повикувал името на тој што е, Јахве, а онака, кога говореле за Господа, значи, тие го користеле зборот Адонај, значи Господар. И оттаму, кога во Септуагинтата, преводот од еврејски на елински, кога се преведува, таму секаде кај што пишува во оригиналот на еврејски Јахве, оние преведувачите го преведуваат на елински со Кириос. Кириос, тоа е, всушност они Јахве не го спомнувале и всушност го преведувале она Адонај. Адонај го преведувале како Кириос, Господи. И оттаму сега, во секојдневниот говор наш македонски, ние говориме Господ Бог. Всушност, Господ Бог, буквално на еврејски би било Јахве Елохим. Тој што е вечниот е Бог, односно сесилен творец и така натаму и така натаму. И евреите, па и до тој степен оделе, што внимавале воопшто да не го изговараат името Божјо. Господ им вели да не го изговараат напразно, а тие па тотално. За секој случај. Да, за секој случај воопшто не го спомнувале. Во четвртата заповед гледаме дека Бог воспоставува една традиција кај еврејскиот народ. Таа е поврзана со саботата. Помни го саботниот ден, за да го празнуваш, 6 дена работи и сврши ги сите работи, а 7-миот ден е сабота, шабат, сабота Господова, ден на твојот Бог. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, зашто за 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден отпочина. Заради тоа Господ го благослови 7-миот ден и го освети. Сега, која е смислата, суштинската смисла на оваа заповед и која е символичката смисла на оваа заповед? Така, значи повторно со животот. Значи, кога ние го читаме почетокот на првата книга Мосеева, каде што Мојсей, пророкот Мојсей го запишал откровението од Бога за тоа како е создаден овој свет, значи, таму ни се говори дека се што постои во овој универзум, под овој универзум го подразбирам и духовниот свет, и се она што постои во духовниот свет, и се она што постои во материјалниот свет, и нашата планета Земја, и ние, и сите други созданија, и така натаму. Значи, се вели дека Бог го создаде сето тоа за 6 дена, или јом на еврејски, што значи ден, но значи и период. Сега, тоа е интересна тема, кој е тој временски период, но не влегуваме во тоа, тоа е тема можеме за некоја друга емисија, но се работи за 6 дена, 6 периоди, и седмиот ден, седмиот период, кога Бог се тоа што го создал, тој го благословил и видел дека се што создал добро. Сега и таму пишува пророкот Мојсей дека Бог се одморил. Сега дали може Бог да се умори за да се одмори, тоа се антропоморфизми, значи едно човечко проектирање во ликот на Бог и така натаму, но што е битниот момент околу седмиот ден? Значи седмиот ден е синоним за Царството Божјо. Значи Бог се создал и се е добро. Значи секаде насекаде во Божјиот начин на екзистенција владее доброто. Таму кај што нема потреба за закон, се сеќаваш на почетокот. Нема потреба за правила. Владее доброто, владее таа совршена состојба на постоење, владее љубовта како единствена совршена состојба на екзистенција. И кога си ти во љубов и во добро, ти си во полнота на екзистенција. Ти чувствуваш вечност. И таа состојба, значи, во која биле сите созданија Божји, и во духовниот и во материјалниот свет, таа состојба на Царството Божјо или таа состојба на шабат, всушност на сабота, многу е битен тој збор шабат, значи спокој. Значи таа состојба што Бог ја благослови е состојба на спокој. Значи состојба на рамнотежа, состојба на хармонија, значи состојба на полнота. Значи нема нешто што недостасува. И сета таа состојба постоела до моментот додека не се случил проблемот со злото. Први во духовниот свет, значи кога еден ангел од највисокиот степен на ангелите, Херувим,
се спротиставил на Бога, се спротиставил на тој принцип на постоење, значи на совршениот принцип на постоење, се спротиставил на доброто и самиот станал зол и самиот внесол во доброто недобро, негација на доброто, агресија на доброто. И тогаш се изгубила таа состојба на спокој. Првин во духовниот свет, потоа и во материјалниот свет. До кога Бог го создава, говориме се за материјалниот свет, за планетата Земја, за првите луѓе Адам и Ева, и Бог им вели: можете да јадете од секое дрво во Едемската градина, но од дрвото на спознанието на доброто и злото да не јадете. Зошто? Затоа што сега се наоѓате во шабат, односно сега се наоѓате во спокојот, затоа што се наоѓате во доброто и самите сте добри и сте во единство со Бог. Разбираш, тука е тој момент. И он ги опоменувал да останат во таа состојба, да растат во таа состојба. Но за жал, ние знаеме што се случило. Нашите прародители, првин Ева, потоа Адам, взимаат, потикнати од самиот Сатана, од забранетото дрво и тогаш се инфицираат со злото, се инфицира нивниот ум, нивната душа, нивниот дух, нивното тело, нивниот живот и тие внесуваат немир во целиот свет. Значи, инфекција на злото. Ние гледаме, значи, овој свет од спокој оди во неспокој, во немир. И сега, за да Бог на старозаветниот народ Божји им посведочи за Царството Божје, за таа совршена состојба на постоење, вели 6 дена работи. Значи 6 дена ти во овој ваков свет мора да работиш за да се одржуваш во живот, да го одржуваш животот. Повторно животот, гледаш, повторно тој момент, да се одржуваш во живот. А 7-миот ден, шабат, спокој, посвети го на Господа. И тогаш не работи ти и ништо што е твое. Но, значи, што значи тоа? Тогаш сети се дека ти не си создаден за овој начин на екзистенција. Значи, ти како човек, како битие, како создание си создаден за еден друг начин на екзистенција. И оваа заповед, всушност, оваа 4-та заповед, многу интересно да се каже дека кога Бог ги дава овие 10 заповеди, дава 4 заповеди, насоки, совети, кои се поврзани во однос на тоа како човекот треба да го гради својот однос кон него, кон Творецот, и 6 заповеди како треба човекот да го гради својот однос кон своите ближни. Тоа се гледа и во следната заповед која е преод всушност од Само заповедите. околу ова шестата заповед влегува и во обредниот дел од Тора. Четвртата. Четвртата, се извинувам. Четвртата заповед влегува во обредниот дел на Тора. Затоа што евреите во петок навечер, значи штом ќе зајде сонцето, има цел ден обред, има молитва за шабат. Тие се подготвувале за шабат. Чим заоѓа сонцето, почнува шабат. Значи почнува саботата. Значи тие се подготвувале за еден друг начин на екзистенција. Се спомнувале за тоа од што сме отпаднале. Кога доаѓа Месијата во овој свет, значи кога се исполнува времето за доаѓањето на Месијата вели: покајте се затоа што се приближи Царството Божјо. Односно, покајте се затоа што се приближи таа состојба на постоење од која вие отпаднавте. И затоа Христос, после неговата откупителна жртва на крстот, после воскресението од мртвите, испраќањето на Светиот Дух, значи Христос нам преку силата на Светиот Дух во црквата ни го дава праобразот на Царството Божје, иконата на Царството Божјо. Не во полнота Царство Божјо, но иконично, во силата на Светиот Дух ни го дава Царството Божјо, односно ни ја дава таа сабота, шабат. Значи, тој спокој од кој отпаднале нашите прародители. И затоа сега, тој е интересен момент, значи, затоа сега Христос воскреснува во првиот ден од седмицата. Значи, после саботата, значи во петок е раснат, шабат, неговото тело е во гробот, тој со својата човечка природа, со својата божествена природа и човечка душа оди во Адот, во Шеолот, од каде ги изведува сите оние кои го очекувале старозаветни праведници и сите оние што живееле во периодот пред Христовото доаѓање, и воскреснува во првиот ден од седмицата. Значи, од првиот ден после шабат. Која е символиката на тоа? Затоа што во
Божјиот принцип на постоење започнал неспокој, тоа е злото. Бог го победува злото на крстот, го победува ја победува најсериозната последица од злото, а тоа е смртта, нели, Христос за своето воскресение, и воскреснува во првиот ден од седмицата. Односно, воскреснува во тој ден што ние го нарекуваме недела денеска, но раните христијани го нарекувале Киријаки имера, Господов ден. Значи, воскреснува во првиот ден од седмицата, сакајќи со тоа да ни покаже дека таа состојба на отпаднатост, на тој немир во кој ние сме отпаднале поради злото, таа состојба е победена во него. И секој оној што ќе го прифати него, ќе може да го победи сотонското робство, злото и гревот. И сега, затоа и апостолите се собираат во првиот ден од седмицата, после шабат. И тој ден го нарекуваат Киријаки имера. Во времето на Свети Кирил и Методи, тој ден Киријаки имера, на наш јазик е преведен не делај, не работи така натаму, и ние тој ден така го нарекуваме, после саботата не дела, и тој Господов ден или не дела, и во тој ден ние треба всушност, ако старозаветниот народ Божи се подсетувал на шабат, на Царството Божјо, ние сега на литургијата треба да се подготвуваме за Царството Божјо. Тоа е смислата на старозаветната заповед, четвртата Божја заповед со шабат, и зошто во рамките на новозаветниот народ Божи шабат добива една подлабока смисла. Иако ние како христијани православни саботата исто така ја почитуваме, но не во онаа смисла како што ја почитувале старозаветните евреи. Тоа е. Символиката со оваа заповед е навистина длабока и може многу да се зборува, но за да ги собереме сите заповеди во оваа емисија мора да продолжиме со наредната. И сега како што спомна отец, оваа се однесува не на Бог, туку на родителите. Значи имаме 4 кон Бога и 6 кон заедницата, кон општеството во кое сме. Почитувај го твојот татко и твојата мајка за да ти биде добро и да поживееш подолго на земјата, што ти ја дава Господ, твојот Бог. Ова е логична, просто природна заповед. Еден човек да ги почитува своите родители. Но Бог вели за да поживееш долго на земјата што ти ја дава Господ твојот Бог. Значи, повторно да го актуализираме тој момент. Животот. Родителите се извор на нашиот живот. Биолошки живот. И ние треба да им благодариме на родителите затоа што како плод на нивната слобода и потоа на нивната љубов и грижа, ние сме тоа што сме. И сега, ако ние, првата Божја заповед, ако ние му се поклонуваме на оној што е извор на животот во полнота, ние треба да ги почитуваме сега. Значи, не поклонување, туку почитување. Тоа е многу интересен момент, како што ние во православната црква ги почитуваме иконите, изобразувањата на Христос, на Дева Марија, Богородица, на светителите, ние ги правиме идол. Но не смеме да ги не смеме идол да правиме, така. Тоа е забрането. Значи ние треба да ги почитуваме своите родители, својот татко, својата мајка. Во рамките на почитувањето значи дека како што тие се грижеле кога ние сме биле немојтни, така и ние треба да се грижиме кога они ќе станат немојтни. Значи тоа е љубовта. Значи љубовта не е само некоја абстракција, да имаш некакво чувство, туку љубовта се изразува преку грижа, преку разбирање и така натаму, одговорност. Значи ние треба да бидеме одговорни за своите родители и треба да го имаме тој хармонизиран однос колку што може се разбира. Сега колку се нашите родители подуховни, значи колку нашите родители, односно нашите предци всушност, во тој контекст и нашите родители го следеле законот Божи, законот на љубовта и го избирале Бога на оној кој му се поклонуваат, тогаш самите тие ќе бидат здрави личности. И како здрави личности, тие на здрав начин, благословен од Бога начин ќе се однесуваат кон нас, а ние исто така на од Бога благословен начин ќе се однесуваме кон нив. Тоа е тој почит. И таа состојба на градење на хармонија. И сега таму кај што има хармонија, таму кај што има благослов, таму има и здравост, и душевна, и телесна, и таму има
можност долго да си поживееш на земјата што ти ја дава Господ твојот Бог. Тоа е тоа. Следните 5 заповеди, мислам со се оваа 5-та заповеди, наредните 5 заповеди, вкупно 6, би сакал да ги прочитам во еден здив, Да, чисто може, за да може, добиеме А и тие се некако поврзани. да, но и мислам дека може да се каже дека и современата етика Се темели на овие, овие. И многу се интуитивни и логични за луѓето, не бараат толку објаснување како претходните, бидејќи има многу символики и контексти старозаветни и традиционални во претходните заповеди. Значи тие гласат оваа претходната: не убивај, не прави прелюба. Тоа е 6-та заповед, не убивај. Не убивај, да. Не прави прелюба, 7-та, 8-та е не кради, 9-та е не сведочи лажно против својот ближен и 10-та не посакувај ништо што е туѓо. Значи, повторно одиме по логиката на животот. Значи, не убивај. Не смееш да одземеш живот некому што ти самиот не сме го дал. Значи, се што е околу нас, оваа мистерија на животот е од самиот Творец. И затоа ние треба да внимаваме каков однос градиме. Особено да не го убиваме образот Божи во овој свет, а тоа е човекот. Например, има мало објаснувано околу ова не убивај, ние гледаме во Стариот Завет, во обредниот закон има жртвени животни и самиот Бог на старозаветниот народ Божи му дава можност да јаде ова месо. Но тој вели дека кога не сме да се изживува човек кон животното. Значи треба со благодарност да приде кон тоа животно, му благодари на Бога затоа што го одзема животот што Бог го дал. И го одзема животот на тоа животно за во себе има живот, пошто ние кога се храниме за да имаме ние живот во себе. И таму се вели дека кога се убива животното, не треба да се измачува, значи со благодарност од оној што е изворот на животот и да се испушти крвта, затоа што крвта е онаа символика. Тоа е кај еврејскиот народ нефеш, значи живот, и имало двојно значење, пошто животот го дава, крвта го дава животот на организмот, пошто нели ги разнесува хранливите состојки, а и нашата душа го оживува организмот и така натаму во целост како личност. Значи треба да се испушти крвта за со тоа да се покаже дека ние не сме го дали тој живот. Тој живот доаѓа од Бог. И треба секогаш со благодарност во однос на целиот свет со благодарност да приоѓаме. Потоа повторно се актуализира тајната на животот. Не прави прелюба. Брачната заедница е извор на живот. Говоревме пред малку за родителите и така натаму. Е извор на живот. И ако е извор на живот, треба таа да има своја светост и таа светост треба да се сочувува. Понатаму не кради. Повторно се актуализира животот. Затоа што кога крадеме ние од некого нешто, тогаш ние земеме од неговиот живот. Може да крадеме на различити начини. Од ситни нешта до тоа да го вовлечеме во некаква идеологија, во некаква лага, во некаква лажно верување, во некакви фикс идеи, приказки и така натаму. И да му го откраднеме целиот живот на тој човек. И затоа треба да се внимава. Понатаму не сведочи лажно против својот живот. Повторно актуализирање на животот. Ако ние сведочиме лажно против некој човек, значи го клеветиме, значи ние кога на за тој човек формираме лажна слика заради наши некои потреби, така натаму, ние му го одземаме животот, затоа што му го загорчуваме животот. Затоа што ги потекнуваме луѓето да го гледат низ наша призма, низ призмата на нашата клевета, на нашата лага, на нашето озборување, и тогаш ние му правиме пакост на тој човек и не смееме да сведочиме лажно. Тоа е тоа, значи сите овие заповеди и ова последното не посекува ништо што е туѓо. Тоа е пошироко, вака ни треба многу време. Значи таа собственост, од таму доаѓа и тоа светост на личната собственост. Значи не смееш ти да земеш нешто што е туѓо, затоа што тоа е негов живот. Тоа е нешто што него го одржува во живот. Дали е тоа неговиот дом, дали е тоа неговата земја, дали тоа се животните домашни и така натаму. Било што него му помага да има живот, ти не смееш да го земеш. Затоа што на тој начин ти него го оставаш во состојба на сиромашно.
на сиромаштија, во состојба на немоќ. И затоа, например, овие и ова заповед 10-та и ова 8-та, например, се револуционерни во која смисла на зборот? Сите се всушност, но овие се многу актуелни, во која сите се всушност актуелни, но еве, например, говориме за нерамнотежа во некое општество. Конкретно во нашето македонско општество. Било кое општество, всушност. Имаме луѓе кои многу имаат, и имаме луѓе кои скоро ништо немаат. Значи, денеска не мора некој да те краде, да ти зема од джеб. Значи, со самото тоа што не ти ја дава заслужената плата, со самото тоа што не го почитува твоето време, со самото тоа што не ја почитува твојата личност, со самото тоа што те манипулира на било кој начин, капиталистички финти и така натаму и така натаму, тој те краде. Тој одзема од тебе, од туѓото, од твојот живот. И тогаш тебе те фрла во беда, во сиромаштија и те фрла во состојба на незадоволство. Ти си незадоволен. Ти немаш од тоа што е твое. Тој твоето го зима, он има премногу, а ти немаш. И од таму сите немири, например, револуции и така натаму, социјална правда, ние гледаме што се случуваше и така натаму. Но гледаме дека ние денеска се повикуваме на правна држава, велиме дека е потребна правна држава, потребни се закони за да ги регулираат сите овие нешто. Но сите овие нешто се регулираат ако човекот овие заповеди Господови ги има во својата совест. И ако му се поклонува на Бог и го прифаќа Бог и го прифаќа принципот на живот, значи да го почитува животот, да го почитува и твојот живот. И тогаш човекот нема да краде од тебе во секоја смисла на зборот. И тогаш ќе имаме хармонизирано општество, општество со рамнотежа. Колку толку. Тоа е. На самиот крај би сакал да успееме да го спомнеме и моментот на доаѓањето на Месијата, на Христос и неговото исполнување на законот и новата димензија која ја отвара тој. Во која смисла? Например, тоа го има во посланијата на апостол Павле, каде што, например, и кај галатјаните и кај римјаните, каде што апостол Павле ги укорува всушност тие што се евреи, ги укорува дека и покрај тоа што го прифаќаат Месијата, тие повторно се враќаат на законот. Особено на обредниот дел од законот. Да, на обредниот дел. И сакам, еве, ако можеш, во кратки зборови, иако тоа е тема за цела една емисија. Го имаме тоа во Евангелието според Марко, на многу едноставен начин. Значи, тоа е во 12-та глава од Евангелието според Марко. Тоа е еден... Само да го дефинирам прашањето. Да. Прашањето е, зошто законот не, она што го вели апостол Павле, не дава живот, туку Бог е тој што дава живот. Така е, да. И дури што вели апостол Павле дека законот станува и проклетство, во која смисла? Законот како правило од Бога дадени ти открива што е грев, што е зло, а самиот ти немаш сила да го исполнуваш доброто и така нато. Значи, еве спомнав пред малку во Евангелието според Марко во 12-та глава од 29 стих, тоа е еден разговор помеѓу еден книжник еден познавач на Тора, на законот и на пророците, така натаму. Тој го прашува Исуса која е прва од сите заповеди. А Исус му одговори: прва од сите заповеди е ова: чуј Израеле, Господ, Бог наш е еден Господ. Затоа возлюби го Господа, твојот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила. Ова е првата заповед. И втората е слична на неа: возлюби го својот ближен како себе си. Друга заповед поголема од нив нема, така вели Христос. И книжникот му кажа: добро учителе, право кажа дека Господ е еден и дека нема друг освен него. И дека ако го љуби со сето срце и со сиот разум и со сета своја душа и со сета своја сила и да го љубиш ближниот свој како себе си е повеќе од сите сепаленици и жртви. Исус пак, кога виде дека умно одговори, му рече: не си далеко од Царството Божјо. И никој повеќе не се осудуваше да го праша. Мало толкување. Значи, и оние заповеди кои ние ги велиме новозаветни, љубов кон Бога и љубов кон ближните, всушност се од Тора. И љубовта кон Бога и љубовта кон ближните, всушност ова љубовта кон ближните од Левит, книгата Левит, баш оној со обредниот дел од законот. Значи, Христос ни открива, самиот Месија ни открива дека
сите овие заповеди се исполнуваат ако имаме љубов. Значи, ако на вистински начин му се поклонуваме на Бога и со Бога градиме живототворен, животоодржувачки однос. А што е тоа што го гради тој живототворен и животоодржувачки однос? Па љубовта. Таа сила, односно ние знаеме како силата на Светиот Дух, присуството на Светиот Дух е всушност таа сила која нас не мотивира и не потикнува и ни дава сила да ги извршуваме овие работи. И плюс книжникот му вели на Исуса да правилно одговори и потом му кажа дека љубовта е над сите сепаленици жртви, дека љубовта е над обредниот закон. Старозаветниот обреден закон. Всушност целиот старозаветен обреден закон. Спомнавме за саботета, за жртвите во Стариот завет и така натаму, целиот живот во храмот. Сите ти имале една единствена насока кон Месијата. Кон Месијата. Да сведочат за доаѓањето на Месијата. Да сведочат дека овој свет и оваа падната состојба на овој свет може да биде победена единствено со љубовна жртва. Значи со жртва која љуби, која е активна. Тоа е таа порака. И затоа по Христовата откупителна жртва на крстот, значи Христос е јагнето Божјо кој ги зема гревовите на светот, тоа е последната крвна жртва. И после него веќе обредниот старозаветен закон ќе губи својата сила. Значи се што е обредно Стариот завет ќе губи својата сила. Понатаму Христос со својата откупителна жртва на крстот, со своето воскресение, со испраќањето на Светиот Дух, тој сега ни ја дава таа сила Божја, секој христијанин после крштевањето, значи крштевањето како учество од откупителната жртва, ја прима преку миропомазание или положување на раце и призив на Светиот Дух, таа сила дејства на Светиот Дух. И всушност тоа е таа божествена љубов, божествено дејство во нас, која ни овозможува да ги исполнуваме сега Христовите заповеди, Христовите спасителни заповеди. Ако Тората, тоа го говоревме во минатата емисија, ако Тората, законот, имаше смисла да го води еврејскиот народ до Месијата за оправдување, да биде оправдан во Месијата, да стекне праведност во Месијата, да стекне спасение во Месијата, сега ние кои сме ученици на Месијата, во силата на Светиот Дух, ако овие тежнееле да дојдат кон оправдание, ние тежнееме да дојдеме кон што? Кон светост. И затоа, светоста е состојба на уподобување на Царството Божјо, на вечната сабота, на шабат, на спокојот, на совршената состојба на постоење. И тоа е многу интересен момент тука. Христос му вели на тој книжникот: ти не си далеко од Царството Небесно. Зошто? Затоа што ние гледаме кога Христос со други фарисеи, садукеи, книжници дебатирал, тие биле подли, го провоцирали и така натаму. Тој кажал вистина, прашал за вистината, слушнал вистина, ја надополнил таа вистина. Христос почувствувал една зрела, чиста, света, праведна душа и затоа на тој книжник го рекол: ти не си далеко од Царството Небесно. Всушност, целата духовност на Новиот Завет, сите заповеди Христови на Новиот Завет се всушност семиња кои треба да пуштат корен во нас и да дадат плод кој треба да не воведе во Царството Божјо. И би го цитирал апостол Павле, пошто треба да го завршиме околу законот и радоста, Евангелието. Евангелие значи радост. Радостна вест. Значи, ние шириме радостна вест. Значи, апостол Павле вика, законот беше раководител до Месијата. Значи, Тора, законот беше раководител до Месијата. Значи, обредната страна од законот, многу аспекти од тој општествен живот на евреите и така натаму, веќе не се во сила, но останува моралната страна на законот, која е возвишена во тие две најсуштински заповеди, љубовта кон Бога и љубовта кон ближниот. Тие всушност и сите останати Христови заповеди се со цел да нас не направат љубовни битија, кои преку љубовта ќе дојдеме до доброто, до добробитие, а таму кај што има љубов, кај што има добробитие, таму веќе ја стекнуваме состојбата на Царството Божие, на таа совршена состојба на постоење од која сме отпаднале. Тоа би било
така, мислам, благодарам. колку би можеле да се објасни оваа работа. Значи, на вистина не е, многу е комплексна и немаме баш доволно време за ова, но може би ова ќе биде потик за нашите гледачи и самите да ги продлабочуваат овие нешта, затоа што многу се битни правилно да се разберат. Односот кон законот, односот кон пророците, што од Стариот Завет веќе не е актуелно, што е актуелно, како се развива, на што се темели новозаветната духовност, односно тие спасителни Христови заповеди кои ние ги живееме во црквата. Ти благодарам, отец Ивица, за ова навистина обширно и темелно објаснување. Почитувани гледачи, тоа би било крајот на оваа емисија. Гледајте не во наредната.